Имавме една завршна средба со винариите, од која што заклучокот е дека оваа година ќе имаме повисоки откупни цени. Министерството е тука да го води диалогот, да биде медијатор помеѓу лозарите и откупувачите, не да ги притиска едните или другите, не да употребува механизми кои што не се пазарни. Но во тој диалог произлегува фактите и аргументите дека винариите немаат залихи откупувачите оваа година, имавме добра година, очекуваме побарувањата се околу 143 милиони килограми грозје оваа година, и на основа на сите анализи, заклучокот кој произлегува од сите констатации излезени од винариите, дека оваа година ќе имаме покачување на цената на грозјето. Да резимирам за 2017 година, за која што обративме посебно внимание на целиот овој сектор, кој што е еден од клучните извозно ориентирани гранки во земјоделството. Имаме неколку добри параметри по кои што се водим. Ова е прва година во која што до законскиот рок од 30 април 100% од преземените обврски на откупувачите се исплатени. Ние цела година трошиме енергија на претходните решавања на проблеми од претходните години. Неисплатени субвенции од 2012, 13, 14, нерешени статуси на некои од откупувачите, дали е тоа Винеа, дали е Стефани Вајнари, дали е особено Повардарие, каде што со целиот притисок, разговори, убедување, 4 милиони евра долг кој што ги има, околу 3,8 милиони евра веќе се исплатени кон лозарите. Но 2017 година во регистарот немаше откупувачи за кои што во претходниот период имаше проблеми. Не добија таков статус, не откупуваа. И 100% од преземените обврски кон лозарите се исплатени. Таа е првиот факт. Вториот податок официјален од извештаите на Министерството е за зголемувањето на откупната цена. Имаме зголемување на откупната цена во 2017 и за Вранецот 4%, за Смедеревката 8,4%, генерално за целиот откуп 11,5% имаме поголема откупна цена во 2017 од 2016. Односно во 2017 имаме највисока откупна цена на грозјето во последните 6 години. Тоа е исто така добар параметр. Третиот показател од официјалните извештаи дека од јануари до мај оваа година имаме 11% зголемување на извозот на флаширано и на наливно вино